втор ден откако Дуи кампува пред Уставниот суд во пресред на седницата закажана в среда, на која ќе се разгледуваат одредби од законот за употреба на јазиците, нешто што партијата на Али Ахмети го смета за потенцијален удар врз темелите на Охридскиот договор. Тензичната ситуација, поострите пораки на релација влада Дуи, како и наредните чекори, биле главните теми на денешната седница на Европскиот фронт, коалицијата на опозицијските партии од албанскиот блок, предводена токму од Дуи, која ја организира оваа така наречена стража за јазикот пред Уставниот суд. Тие чувари таму се чувари на разумот. Тоа се чувари на мултиетничка Северна Македонија. Тоа се луѓе кои што се над партиските интереси, над етничките интереси. Како се вратија зомбите од минатото за да демонтираат тоа што постигнавме 20 години да создадеме пример на функционална мултиетничка Северна Македонија. Пред состанокот на коалицијата од Мала Речица преку соопштение пак порачаа дека нема да дозволат какви било закани или како што ги нарекуваат антиалбански дејства. Опасната блискост меѓу оваа нелегитимна влада и Белград е очигледна, манифестирана преку именувањето на личност како Стоилковиќ, инструмент на Путин и Вулин за заменик премиер за меѓуетнички односи. Дополнително, неколку дискредитирани албански политичари кои беа отфрлени од својот народ и на претседателските и на парламентарните избори се користат како штит за овие антиалбански дејства и за потценување на гласот на албанците. Јасно е дека овие обиди за задушување и потценување на легитимните грижи на албанците не се само неправедни, туку и опасни за стабилноста и иднината на земјата, велат од Дуи. Паралелно со средбата во таборот на опозицијските партии на албанците, состанок имаше и во владеачката коалиција Вреди. Обширно се разговараше за последните настани и реториката на поделби на опозицијата, која наводно во име на заштита на албанскиот јазик се обидува да манипулира со јавното мислење, дури и со сценарија коопирани од Никола Груевски од пред 8 години, како она со шаторите пред ДИК. Албанците можат да бидат мирни. Албанскиот јазик ќе биде заштитен. Не поминуваат триковите на Дуи лажно да се представат како спасители на проблемите што самите ги создадоа. Добија жолт картон на претседателски и парламентарни избори, сега е време и за црвен картон. И ВМРО ДПМН, најголемата партија во владата, смета дека последните чекори на Дуи, вклучувајќи го и кампувањето пред Уставниот суд, се политички циркус за одвлекување на вниманието на јавноста, откако што соопштуваат криминалите што биле направени во изминатите 20 години. Дуи се демаскирани, сите гледаат дека нивното политичко делување последните неколку месеци е само во насока на заштита на политичките криминалци кои ја ограбија државата. Наместо да седат на ладно, подобро ќе биде да се реформираат како партија, зашто бргу денес доаѓаат локални избори, да не им се случи уште поголемо изненадување. Од владата велат дека следат ситуацијата за која се информирани и меѓународните партнери и дека нема да дозволат какви било обиди за наштетување на државата. Нешто што и премиерот го кажа во вчерашниот настап, уверувајќи ги граѓаните да бидат спокојни. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Порасна за 3%.